Добар ден, почитувани. Цените на струјата повторно растат. Има разни објаснувања зошто е така и секако, разни проценки на експертите како ќе се движат цените во догледна иднина. Но во ова издание на темата на неделата се осврнуваме врз оние кои најмногу се погодени од растот на цената на електричната енергија. Најтажно е кога ќе видиме некои семејства на кои им е исклучена струјата, особено во зимските месеци. Велат од Сдруженијето Вистински дела на љубезност, кое се обидува да им помогне во плаќањето на сметките за струја. Според некои податоци, загрижувачки голем дел од македонците се соочуваат со енергетска сиромаштија. Самохрана мајка со болен син се без струја повеќе од 6 години. Семејство со 3 деца, мажот се разболува и заглавуваат во долгови. Поради немање пари не може да си ги платат сметките и струјата им е исклучена. Самохран татко живее со својот син кој е одличен ученик. Таткото има минимални примања и непостојана работа. Имаат преголем заостанат долг кој е поделен на рати со цел да не им биде исклучена струјата. Ова се само дел од приказните на луѓето на кое Сдруженијето Вистински дела на љубезност и платформата Ways to Help се обидуваат да им помогнат за да им се платат сметките за струја. Најтажно или најсензитивно е кога ќе видиме дека има некои семејства кои што им исклучена струјата, кои што можеби се во период на зимските месеци, кога е ладно, кога немаат загрејење, или пак кога во некое семејство има некој болен член од семејството, каде што му е потребна многу повеќе, поголема нега, освен она основната потреба да има електрична струја, нели храна, вода и останато. Според истражувања на Climate Herald, загрижувачки голем дел од населенијата во Македонија се соочува со енергетска сиромаштија. Според податоците на Евростат за 2018, скоро 25% од македонците изјавиле дека не можат да ги загреат своите домови соодветно, во споредба со просекот во Европската унија од 7,3%. Државата им дава на примателите на социјална помош по 1000 денари плюс месечно за сметки за струја. Според податоците на Министерството за труд и социјала, околу 35.000 семејства добиваат ваква помош 6 месеци во годината за време на грејна сезона. Регулаторна комисија уште минатата година иницираше да се зголеми опфатот на луѓе за субвенционирана струја. Нашата иницијатива од страна на владата е прифатена, изготвена е и работна група на која што ќе се најде конкретен начин како да се помогне на овие ранливи категории на потрошувачи и како да се зголеми опсегот на ранливите категории на потрошувачи. Институциите требаше да изготват регистри и бази на податоци за тоа кои се категории ќе бидат опфатени. Од владата за Радио Слободна Европа одговорија дека заедно со енергетската заедница во моментов изработуваат студија за заштита на ранливи категории на домаќинства. Цената на струјата расте на светските берзи, но премиерот Зоран Заев уверува дека цената за домаќинствата засега нема да расте. Државата гледате дека држи стабилна цената на струјата на домаќинствата, заради тоа што нашиот модел е либерализација со постепено отварање према граѓаните. Во моментот, ако не се лажам, 70% или 60% државата има оврска да обезбедува таа струја, а останатите до 100% ги субституираме и ги обезбедуваме. Цената на струјата се зголеми во август лани за 7,4%. Уште едно зголемување имаше во јули годинава, но за да се намали ударот врз граѓаните, владата го намали ДДВ-то за струјата од 18 на 5%. Станковски вели дека ги советувале луѓето како подомаќински да трошат струја. Се советодавни разговори почесто со семејствата за да им кажеме на некои добри навики, за да во следниот период да може да не генерираат повторно големи трошоци. Едноставно да водат повеќе сметка и да подомаќински се насочат. Евана не смее да им ја исклучува струјата на ранливите потрошувачи поради неплатени сметки за декември, јануари и февруари. Граѓаните од овие категории можат сметките да ги плаќаат одложено или на 6 рати, а се ослободени од обврската за плаќање на надоместок за повторно приклучување. И во Шпанија цените на електричната енергија и на гасот се зголемуваат постојано. Секако тоа најмногу ги погодува социјално загрозените семејства кои мака мача да ги платат сметките. При тоа се наоѓаат на различни начини како да заштедат електрична енергија
и со тоа да ги намала трошоците. 53-годишната Марија Хесус Галего, која живее со своите 4 деца во работничка населба во Мадрид, се обидува да заштеди енергија. Галего зеде заем за да купи апарати за домаќинството со ниска енергија во обид да ги намали сметките за комунални услуги. И кога децата не се дома, таа ги исклучува светлата и наместо тоа користи свеќи. Семејството живее со 1200 евра месечно, како на доместок за невработеност и пензии за сирачиња. No vamos al cine, no vamos a centros comerciales, ni de comida. Сметките за газ на Галего изнесуваат над 100 евра на секои 2 месеца и таа има субвенциониран договор за електрична енергија. Енергетските аналитичари велат дека зголемувањето на цените е предизвикано од ограничените снабдувања со природен газ, повисоките трошоци за дозволи за емисија на јаглерод и во некои случаи помалите залихи на енергија од ветер. За да го ублажи зголемувањето, шпанската влада, предводена од социјалистите, го укина данокот од 7% за производство на електрична енергија, што се пренесуваше на потрошувачите, и ја намали посебната тарифа за енергија за потрошувачите на 0,5% од 5%. Наталија Фабра, професор по економија на Универзитетот Карлос III, вели дека Шпанија добива голем дел од својата енергија од обновливи извори, што ги намалува трошоците за снабдување со електрична енергија. Pero esos menores costes no se traducen en menores precios al consumidor final porque pagamos por toda la electricidad el precio del gas. За некои пристапот до електрична енергија е прашање на живот и смрт. 51 годишната Марија Николаса Сабариего користи апарат за дишење најмалку 8 часа дневно поради проблеми со нејзиниот респираторен систем. Минатиот јуни, снабдувачот со електрична енергија и се закани дека ќе ја прекине струјата, откако не може да ги плати сметките. Нешто што го избегна по долготрајната бирократска битка. Es que no gasto. Es que yo la luz por la noche me alumbro con la tele. Y para irme a dormir me alumbro con el móvil. Con eso te lo digo todo. ¿Qué voy a hacer este invierno? No lo sé. No tengo ni idea. Esta la quito de aquí y... Прогнозите во светот се дека цените на струјата ќе растат и натаму. Македонските власти пак уверуваат дека нема да има поголем скок. Како и да е, зимата е на прагот, а со тоа и страхувањата кај некои како ќе поминат. Вашите мислења и ставови за ова прашање можете да ги спратите на Facebook, Twitter и YouTube на македонската редакција на Радио Слободна Европа. Довидување.